Јас навистина не знаев кој псалм ќе биде однапред. А мило ми е што беше 16-тиот. Значи не се договаравме. А зошто ми е мило што беше 16-тиот? Дали некој забележа кој збор се спомена во 16-тиот псалм? Чашата се спомена, браво, Перса. Чашата се спомена. Во кој стих беше чашата? Ајде да го прочитаме само тој стих уште еднаш. Петиот стих, 16-ти псалм, 5-тиот стих. Колку убави зборови напишал никој друг, царот Давид. Господ е дел на моето наследство и од чашата моја. Значи, целиот негов живот, благослов, сета негова надеж, иднина, тој ја нарекува чаша. И ја исполнува со што? Ја исполнува со Господа, ја исполнува. Не со нешто, туку со некој. Ти си оној кој го држи в раце наследството мое. Еве на што се надевал еден цар, кој што имал се во животот. Како и неговиот син што ќе има се. И ќе мора да научи она горка лекција дека во тоа се на земјата нема благослов ако е сето тоа без Господа. Давид бил свесен дека неговото наследство, неговиот благослов, неговиот успех, неговата среќа, како и поинаку да се изразиме, е во Господа. Неговата чаша ја наполнил со Господа. Колку имаат смисла овие зборови во светлината на Новиот Завет. Да отвориме таму. Но пред да отвориме во Новиот Завет, додека сме се уште кај псалмите, ќе отидеме 100 псалми, ќе скокнеме 100 псалми понапред. И од 16-тиот ќе се префрлиме на 116-тиот псалм, со кој што почнавме, ја почнавме оваа серија проповеди уште на 20 август. 116-тиот псалм. Да се подсетим уште еднаш на тие воведни зборови, пред да го оставиме Стариот Завет, бидејќи денес ќе зборуваме само за новозаветни стихови. 116 псалм, кои стихови беа, се сеќавате? Зависи кој превод, точно, да. Во ред. Кој псалм е 4 и 5 по 115 во 4 и 5, добро, според стариот гаврилски превод. Инаку 116 во поинаква рецензија, 12 и 13 стих. Истиот псалмист се запрашал што да му дадам на Господ за сите негови добрини, што ми ги направи мене. Што да му дадам? Прашува. Забележавте, што да му дадам? И дали одговорот е нешто што тој ќе му даде на Господа? Не. Туку одговорот е нешто што тој повторно ќе земе од Господа. А зошто? Зарем ние немаме што да му дадеме на Господа? Ние не можеме да му дадеме ништо што не е Негово. Целиот наш имот, целиот наш живот, се што имаме, се што има на оваа планета е Господово. Тоа е Негова собственост. И ние самите сме Негова собственост. Ние не можеме да му дадеме ништо што не е Негово.
Затоа Давид, како одговор, го даде оне што го дискутиравме сите овие изминати саботи. Најголемата радост што ја причинува во Господовото срце не е нешто што ние ќе направиме за Него, не е нешто што ние можеме да му дадеме, туку е нешто што повторно ќе го примиме од Него. Ќе ја земам чашата на спасението и името на Господа ќе го повикам. Да не забравиме, Господ се радува на било која наша жртва, дар, дело, што ќе го направиме за Него. Но не е тоа она што му причинува најголема радост. Најголема радост, значи, не му причинуваат 99 овци што се наоѓаат безбедни и сигурни во трлото. Неговата најголема радост не се наоѓа кај оние светови кои што никогаш не паднале. Неговата најголема радост не се наоѓа кај најголемите светители и праведници на оваа земја, колку и да се радува заради нив. Неговата најголема радост е која? Кога грешникот ќе се обрати кон Господа, ќе ја земе чашата на спасението, ќе го прими Господовиот дар. Што представуваше спасението? Според оно што досега го зборував сите овие саботи. Спасението не е нешто што ние ќе го направиме, или сме го направиле, или можеме да го направиме за Господа. Спасението е дар. Спасението е дар. Нели? Читавме Ефесијаните, 2 глава. Тоа е дар Божи, тоа не е од вас. Тој дар се вика Исус Христос. Тој дар делумно го има примено целиот свет. Христовата смрт на крстот значила живот за целиот свет, бидејќи ако не беше таа, само заради Адамовиот грев целиот свет беше осуден на смрт. Бидејќи ако Адам беше погубен, кој од нас ќе беше жив? Да се подсетиме на тие зборови. Римјаните 5 глава. Послание на апостол Павле до Римјаните 5 глава. Осумнаесети стих. Иако ова глава изобилува со мисли на таа тема во повеќе стихови, сепак немаме многу време за жал денес. 18 стих, само 18 стих од 5 глава. Убаво ја сумира оваа вистина за објективното Евангелие. И така, вели апостол Павле, како што преку еден престап, кој е тој еден престап? Адамовиот, првиот. Како што преку еден престап дојде осудувањето или осудата на сите луѓе, така и преку праведното дело на еден, кој е тоа? Ја би можел вака да го парафразирам. Како што преку првиот греф на првиот Адам дојде осуда за сите луѓе, така преку последното праведно дело на последниот Адам, неговата смрт на крстот, дојде што? Преку праведното дело на еден дојде врз сите луѓе оправданието кое дава живот. Врз колку луѓе? Врз сите луѓе. Че Господовата милост, благодат, оправдание за живот, спасение е дар што Господ го дал на сите луѓе и затоа сите луѓе уживаат благодат. Имале прилика да се родат, да се радуваат, да живеат, да уживаат. Сонцето свети и за нив.
тука Господ не прави дискриминација. Благодатта е дадена на сите, дадена е на целиот свет. Меѓутоа, лекцијата што денес треба да ја научиме е дека за да бидеме спасени, за да живееме вечен живот, треба да го примиме целиот дар. Значи, Исуса Христа треба да го примиме целосно. Сте примиле некогаш дар во вашиот живот? Сте примиле, верувам сите, до сега, нели? Дали се случило и дали постоел било кој човек на земјава кој што примајки дар го прима делумно? Например, некој ви дава, да речеме на Трајче му давам точак, и да речеме Трајче да ги извади задното тркало да ми го врати и само половина некако. Делумно да го прими. Има таков случај, луѓето делумно да примаат дар, или го примаат целиот, или го отфрлаат целиот. Точно? Никој не прима дар делумно. Барем ја не знам таков случај, ако вие знаете, кажете. Господ го дава целиот Христос, преку Христа вели, штом го дал, него поштедил својот единороден син, Римјаните 8 глава, како преку него да не ни даде се. Значи, давајќи го Христа за светот, ги читавме и тие зборови, Господ на светот му дал се. Меѓутоа сите не го примаат тоа Господово се. Сите не го примаат Исуса Христа како целосен дар. Комплетен дар. И што значи тоа? Ако не го сакаме Исуса Христа како комплетен дар, ако не примиме се, што тој ни дава, тоа значи дека се отфрламе. Не може, Господе, фала што ми го даде овој живот, ќе си го живеам јас тука како што сакам, а тој вечниот многу не ми треба. Не постои такво нешто. Господ дал се, дал комплетен дар. Или целиот го примаме, или целиот го отфрламе. Значи, ако го отфрлам Христа, јас го отфрлам и овој живот. Затоа, оние што го отфрлаат Господовиот дар, ќе бидат погубени во огненото езеро. Тие го отфрлаат и овој живот, не го заслужуваат ни овој живот. Овој живот што го имаат благодарение на Христа. Но Господ дал целосен дар и сака целосно да биде примен. Единствената причина зашто живееме на оваа земја, и грешници, и праведници, и верници, и неверници, е затоа што никој не не прашал дали сакаме да се родиме пред да се родиме. Значи, тоа не зависело од нашата волја, од нашиот избор, дали ќе се родиме. Затоа оправданието за живот дојде на сите луѓе. Бидејќи, дали ќе се родат, тој дар, животот, и Елена Вајд започнува со тоа во патот кон Христа со животот како Божи дар, како скапоцен Божи дар, не зависело од нашата волја пред да се родиме. Од нашиот избор. Меѓутоа, кога веќе сме се родиле и сме пораснале, фала на Бога, имаме избор дали ќе го прифатиме Божиот дар. Ако го прифатиме, значи целосно треба да го прифатиме. Со се Светиот Дух, со се благодатта, со се победата над гревот, со се новораѓањето, со се вечноста. Бидејќи Христос е се. Христос не е само биолошки живот. Христос ја зел оваа човечка природа, овој наш биолошки живот,
но во него се уште и постојано живел Светиот Дух. Не можеме да го одвоиме тоа од Христа. Ако го отфрлиме со нашиот избор Исуса Христа и ни омилел гревот, значи се откажуваме и од овој живот. Целосно го отфрламе дарот. Тоа е единствената причина зашто луѓето ќе бидат загубени, тие што ќе бидат загубени, затоа што го отфрлаат Господовиот дар со својот избор. И бил свесен Давид за оваа вистина, иако живел 1000 години пред Христа, затоа што знаел дека целиот живот, успех, благослов, среќа е во Господа. Затоа чашата, што тој ја споменува, ја полни со што? Со Господа ја полни. Да отвориме сега во Јован 6 глава и да ги прочитаме уште еднаш Господовите зборови на истата оваа тема. Јован 6 глава, прво 28 и 29 стих, што се наоѓаат во истата глава. Значи, праша евреите, Христос им рече, работете не за храна, во 27 стих, работете не за храна што се расипува, значи лебот, рибите и така натаму, туку за храна што останува за вечен живот, и која ќе ви ја даде Синот човечки. Таква храна. Зашто врз него ставил печат Бог Отецот. Сакате денес да примите храна која што Синот човечки ќе ви ја даде? Ама Синот човечки не е тука, нели? Јас ќе ви ја дадам. Исус му рекол на Петра, ако не ти ги измијам нозете, немаш да имаш удел со мене. Ке имате вие денес удел со Христа, ако Христос не ви ги измие нозете? Ке немате. Епа како ќе имате кога Христос не е тука и нема да се симне Христос долу да ви ги мие нозете? Како ќе ја примите денес храната која што Христос ви ја дава, ако Христос не е тука физички да ве причести? Евреите го поставија ова прашање кога го чуја тоа, поточно оние 70 негови ученици, а тие му рекоа, што да правиме за да извршуваме Божји дела? Тие се уште мислеа дека тие треба да направат нешто за Господа. Она што Давид 1000 години пред нив сватил дека не е можно. Исус им одговори и рече, Божјето дело е ова, да поверувате во оној кого го испрати тој. Зошто е ова толку просто? Зошто спасението е толку просто? Наречено е дар. Не е од вас, не е од ваши дела, за да никој од вас не се пофали. Зошто е тоа толку просто? Па тешко нас ако беше посложено. Да речеме, да беше спасението како запишување на факултет. Кај што има елиминација, кај што има конкуренција. Или да беше спасението како освојување на прво место во Олимпијада, или нешто што зависи од човечките перформанси, ајде така да речем. Кај што повеќето отпаѓаат. Ако од 1000 и кусур души, треба 300 да се запишат, што значи дека повеќето отпаѓаат. Сепак, повеќето ќе бидат загубени. Зошто е па тоа така, кога спасението е толку просто? Е дар.
Едноставна причина. Сите не го примаат, не сакаат да го примат тој дар. Многу просто. Не сакаат да го примат, бидејќи да се прими целиот дар, значи да се откажеме од гревот, да се откажеме од себе, од своето јас. Чашата наша треба да се испразни од се нечисто, за да влезе во неа се што е чисто, односно Господ. Значи, ние имаме само избор со кој што од нешто се откажуваме за нешто друго да прифатиме. Дали се откажуваме од гревот или се откажуваме од Христа. Тоа е изборот. Животот е само во Христа и само од Него зависи. Понатаму во 6 глава, Јован. Тридесет и петти стих. Има многу стихови, меѓутоа нема време. Само бирам некој. Исус им рече, јас сум лебот на животот. Кој доаѓа кај мене нема да огладни и кој верува во мене нема никогаш да ожедни. Одиме понатаму, подолу, 48 стих. Повторува уште еднаш. Јас сум лебот на животот. Сеќавате на текстови кај што Исус повторува исти работи? Пример, внимајте да не ви измами некои лажни пророци, па после пак истото во истата глава. 3 пати го повторува тоа таму. Сега повторува пак, јас сум лебот на животот. Зошто? Кога нешто Христос повторува, што значи тоа? Тоа е нешто многу важно. Христос сака да го јадете денес оној леб, онаа храна, што тој ќе ви ја даде. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. Маната беше совршено јадење. Не постои такво друго на земјата. Со сите витамини, со сите јаглени хидрати, со сите протеини. Нешто совршено. Една иста работа јадеш и ги имаш сите потребни состојки. Немаш потреба од разновидна храна. Во маната имаше се. Меѓутоа тие умреа во пустината, бидејќи им се згади лебот, што Господ им го даваше. Исус сега зборува за нешто ново. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа, а 50 стих вели, а ова е лебот што доаѓа од небото и оној кој јаде од него нема да умре. 51 стих, јас сум живиот леб што слезе од небото. Кој јаде од овој леб, ќе живее вечно, а лебот што ќе го дадам јас, што е тоа? Е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе велики, како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме? А Исус им рече, вистина, вистина ви кажувам, ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Јудејците не ги разбраа овие зборови. 70 ученици без 12 не ги разбраа овие зборови. И 12 не ги разбираа. До 50 12 многу малку разбираа од тоа што Христос кажува и што Христос прави. Дали ние ги разбираме? Што значи ова? Ако не го јадеме неговото тело и не ја пиеме неговата крв, немаме живот. И потоа вели, повторно повторување. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Па 55 стих. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв е вистинска напивка. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв, ќе биде во мене и јас во него. Сакате денес да се соедините со Господа?
Зависи како гледате на овој леп и на ова вино. Ако гледате како за обична храна, тогаш така и ќе ви биде. Ова ќе биде уште една обична сабота, каде што убаво ќе се најадеме и ќе се напиеме. Меѓутоа тешко нас во тој случај, бидејќи апостол Павле зборува, ќе ги читаме тие зборови, за оние кои што не го разликуваат телото Господово. И вели таму, тоа беше, значи, 1 Коринтијаните 11 глава, од таму ќе читаме пред благословот на лебот и виното, односно пред уделот во нив, после благословот. Затоа што мнозина не го разликуваат телото Господово, затоа мнозина биле болни во Коринт. И мнозина умирале прерано. Да продолжам со 6 глава од Јован. 57 стих, тука застанавме. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене, ќе живее преку мене. Ова е лебот што слезе од небото, а не како татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леб, ќе живее довека. Зошто е ова толку битно, што Христос го повторил повеќе пати? Да отвориме сега кај апостол Павле. Прво послание до Коринтијаните. Со неговите зборови ќе завршиме. Прво послание до Коринтијаните, прво 10 глава, а потоа кај 11-та, што ја споменав. Што имавме во 10-та, се сеќавате? Момент, погрешка отворив во 2 Коринтијаните. Значи, 1 Коринтијаните, 10 глава. Ке почнем да читам од, сакав од 15, ама ќе почнем 14, бидејќи не е на одмет. 14 вели, затоа, возлюбени мои, одбегнувајте го служењето на идолите. Секојаш е добро да се даде ова предупредување. И сега 15-тиот. Ви зборувам како на разумни. Апостол Павле денес не третира како разумни нас и ни се обрека како разумни. И сега што зборува? Како на разумни. Ајде да видиме што зборува. Ви зборувам како на разумни. Расудете сами за ова што ви го кажувам. Ајде, расудете сами за ова што ви го кажува апостол Павле. Што ви кажува? Чашата на благословот која ја благословуваме, не е ли заедништво со крвта Христова? Лебот што го кршиме, не е ли заедништво со телото Христово? Да повторам, апостол Павле ве нарекува разумни и ве повикува вие да расудите, значи со својот разум, да оцените дали е точно ова што ви го кажува. Чашата на благословот која ја благословуваме, која што денес ќе ја благословиме, не е ли заедништво со крвта Христова? Е или не е? Ве прашува апостол Павле. Е или не е? Лебот што го кршиме, не е ли заедништво со телото Христово? Е или не е? Да бидеме искрени, ги разбираме овие зборови, Христовите и Павловите, или не ни се јасни? Не ги разбираме.
Ги разбирате или не ги разбирате? Е или не е? Што би одговориле ние? За жал, повеќето адвентисти ќе одговорат вака. Тоа е само символ. Тоа е само комеморација. И ќе се напиеме, ќе се најадеме денес, ќе се отидеме дома и ќе бидеме истите како што си бевме. Значи, ќе дојдеме, ќе се отидеме како неразумни. Секое наше јадење и секое наше пиење е платено со Христовата жртва. Елена Вајд се сеќавате на тие нејзини зборови о Копршот на вековите. Христовиот крст е врежан, вели, во секоја векна леп. И се оцјајува од секој воден извор. Се што имаме, се што јадеме, се што пиеме, го должиме на Христовата жртва. Значи, се што јадеме и се што пиеме и приватно дома, и на заедничкиот ручек подоцна, сето тоа е платено со Христовата жртва. На некој начин, и тогаш, како да го јадеме неговото тело и неговата крв. Но зошто само кога ќе се собереме во црква и ќе го благословиме овој заеднички леп и вино, зошто само тие се наречени тело и крв Господова? Затоа што она што го јадеме дома приватно, може да го јадеме и со сите гревови во душата. И раскарани меѓу себе. Значи, скарани со Бога, скарани со луѓето, непомирени со Бога, непомирени со луѓето, како што јадат сите луѓе и пијат, дали верувале, дали не верувале, дали знаат за Господа или не, се едно. Но кога доаѓаме тука во црква, тогаш јадењето и пиењето од овој леп не е исто. Да го пијам или да го јадам тука во црква, заедно со вас, значи прво треба да бидам помирен со него. Значи мојата чаша да биде испразнета од гревот, за да се наполни со Христа. И за да го јадам заедно со вас, значи да бидам помирен со вас. Затоа само причесниот леп е наречен тело Господово. И причесното вино е наречено крв Господова. Иако било кој леп, било кој пиење, што луѓето го земаат како храна, иако луѓето јадат и пијат и штетни работи. Но ајде да се ограничиме само на оно што е благословено и корисно. Секој наше приватно јадење и пиење, храна, го должиме на Христовата жртва. Меѓутоа, со тоа го примаме само делумно неговиот дар. Со тоа не се спасуваме. Со тоа го одржуваме нашиот телесен, овдешен живот. Тука пак, примајки го овој леп и оваа чаша, благословениот, значи, и благословената чаша, тука го примаме целиот дар. Зашто тој леп може да го јадеме и оваа чаша може да ја пиеме ако сме помирени со Бога и ако сме помирени меѓу себе. Значи без грев. Затоа и му претходи на сето ова обредот на миење нозе. Апостол Павле не повикува: помирете се со Бога. Откако вели дека Бог го помири светот со себе, преку Христовата жртва, тој ве повикува: помирете се со Бога. И конечно 11 глава, оние зборови што ќе ги читаме подоцна, нема да ги читам сега, но од 23
6 стих па надолу, зашто секогаш кога ќе го јадете овој леп и кога ќе ја пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господа додека тој не дојде. И затоа оној кој што недостојно јаде од овој леп и пие од чашата Господова, виновен ќе биде спрема телото и крвта на Господ. Значи не ја цени неговата жртва. Но секој човек да се испита сами од себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Зашто? Бидејќи не го разликува телото Господово. Зашто ако бевме, па затоа меѓу вас има многу немокни и нејаки, а мнозина и умираат. Предходниот превод велеше слаби, болни. Зашто ако бевме се испитувале сами себе, тогаш немаше да бидеме осудени. Не би имал што повеќе да додадам, освен ова. Господ не повикува денес да го јадеме неговото тело и да ја пиеме неговата крв, да го јадеме лебот што тој ни го дава, кој што е вечен живот. Господ не повикува да го примиме целиот негов дар. Се чувствува некој од вас недостоен? Затоа постои само еден лек. Долу, во долната просторија, Христос да ви ги измие нозете. Како ќе ви ги измие кога тој не е физички присутен тука? Ќе ги измие преку вашите браќа и сестри. Дали сте спремни во вашиот брат и во вашата сестра, што ќе ви ги мие нозете, да го гледате Христа? Значи, во неја да гледате светец, колку да се чувствувате грешни самите себе си. Во него и во неја да гледате свештеник, како што реков, Христос да го гледате, што ќе ви ги измие нозете, а себе си добро е да се гледате за грешни. Значи, ако се чувствуваме грешни и недостојни, Господ не повикува да бегаме, како Јуда. Добро, ако сте грешни и недостојни, немојте да примете света вечера, избегајте како Јуда, што избега од последната вечера. Туку сака да ви ги измие нозете, за да бидете сите чисти. Многу просто решение. Се чувствувате недостојни? Симнете се долу, Господ да ви ги измие нозете. Многу просто. Па повелете. Прво нашите сестри, а потоа и останатите.